Драги браќа и сестри, ве поздравувам ова предпладне. Ги поздравувам и сите кои ја следат оваа програма. Божји благослови во овој саботен ден, Бог да излие врз сите нас. Насловот гласи: не плаши се. Во Библијата е заведен овој наслов, не плаши се, 185 пати. Не бој се. Оти јас сум со тебе. Бог кажува. Не плаши се. Оти јас сум твој Бог. Јас те крепам. Јас те спасувам. И те придржувам со својата десница. Какво прекрасно ветување, браќа и сестри. Дали има потреба да се плашиме? Сигурно ќе кажеме дека некогаш во нашиот живот се случува и да се плашиме, да имаме страв во некои ситуации. Но сепак Господ кажува: јас сум со тебе. Кога Бог кажува јас сум со тебе, значи Он е постојано со нас. И нема потреба да се плашиме. Поверението е плод на познанството и пријателството со Бога. Едно е да се каже: кога се плашам, ќе се надевам во Бога. А друго е да се каже: ќе се надевам во Бога и нема да се плашам. Значи, подобро е да се надеваме во Бога и да не се плашиме. Добро е да знаеме дека стравот Божи не ослободува од стравот на овој свет. Земниот страв ги парализира и најдобрите побуди, ја уништува секоја радост, го нарушува мирот, не ослабнува и духовно и физички. Стравот можеме да го опишеме како трепет и вознемиреност од стоењето или близината на некоја опасност, зло и болка и така натаму. Ајде да видиме во Лука 21 глава што кажува Исус за стравот, 25 и 26 стих. И ќе има знаци на сонцето и на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите од неизвестноста и од бучењето на морето и од брановите. Луѓето пак ќе умираат од страв и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и силите небесни ќе бидат разнишени. Гледаме, Спасителот кажува: луѓето ќе умираат од страв. Малку наназад ќе се навратам, кога беше короната, многу луѓе изумреа од страв. Леле, корона ме фати, и од самиот страв што предизвикува дека го фатил коронот и слуша дека умират луѓе, и значи луѓето од страв ќе умираат. Последниот дел на стихот ни објаснува причината зошто луѓе ќе умират од страв. Многу јасно кажано. Зашто вика силите небесни ќе се поместат. Кога силите небесни ќе се поместат, или на друго место во Библијата кај што вика ќе се лула земјата како пијан човек, тоа е сигурно за страв. И многу луѓе во тој период ќе имаат голем страв. Вика, зашто силите ќе се поместат небесни. Ова поместување на силите небесни ќе се случи во време на седмото зло. Тогаш злобните
ги опфаќа страв и паника. Значи сите оние кои не го прифанале Христа, че имаат страв и паника во нивните мисли. И тие ќе викаат на ридовите и на стените да се урнат врз нив, или, како што викаме, да паднат врз нив. Каков совет Бог на својот народ му дава за време на стравот? Ќе прочитаме во Лука, 12 глава, глава, 32 стих. И еве што кажува. Не плаши се, мало стадо. Не плаши се, мало стадо. Зашто волјата на вашиот Отец е вам да ви го даде царството. Значи, нашиот Спасител Исус Христос јасно ни кажува, не плаши се. И ако сме, ја може да речам во мал број, ние адвентистите, Бог вика не плаши се. На друго место вика, јас те повикав, ти си мој. Ужасни искушенија и проби го очекуваат Божиот народ. Но сред времењата на неволите кои доаѓаат, неволи какви немало откако постои човекот или откако постои земјата. Божиот избран народ ќе остане постојан. Сатаната и неговите ангели не ќе можат да го уништат, зашто ќе го бранат ангели кои се посилни од нив. Значи, Бог ќе го заштити својот народ. И затоа вика, не плаши се, мало стадо. Што ни кажува Бог за причината на стравот? Ќе прочитаме во Исаја, 33 глава, Исаја 33, 14. Се уплашија грешниците на Сион и морници ги обзедоа нечестите. Кој од нас може да живее при оган што голта? Кој од нас може да живее при вечен пламе? Еве Бог што кажува. Се уплашија. Кои се уплашија? Оние кои не веруваат во Христа. А за другите Бог вика, не плаши се, мало стадо. Ќе прочитаме и од 57 глава, 57 глава, 20 и 21 стих. А нечестните, како разбрането море, кое не може да се смири и чии води изфрлаат тиња и кал. Нема мир за грешниците, вели Бог. Нема мир за грешниците. Значи, во тоа време, грешниците ќе немаат мир. И ќе прочитаме од Јов, од 11 глава, глава, 14 и 15 стих. Еве што кажува. Ако порокот од раката своја го отфрлиш и не дозволиш беззаконие да престојува во твоите шатори, тогаш ќе го окренеш на извалканото лице свое, ќе бидеш цврст и нема да се плашиш. Значи, Бог што ни дава до знаење? Ако гревовите наши ги отфрлиме, тој ни дава гаранција дека без порок нема, вика, да се плашиш. И тоа е точно. Кога нема човек порок, кога нема грев, нема од што да се плаши. Мирот е плод на правдата. Телесните дела, што се? Омраза, завис, лакомост, себичност,
кавга, измами и така натаму. Меѓутоа, плодот на духот се љубов, радост, мир, трпение и така натаму. Злобниот човек не може да има мир ни внатрешно, ни надворешно. Кога ќе се оддалечи од божествените правила, без друго се појавуваат кавги, раздор и секое друго зло. Ако светот сака да се ослободи од раздорот и од непријателствата, тогаш мора најпрви да го отфрли гревот кој е причина за раздорот и кавгите. Само внатрешната правда може да произведи надворешна правда. Која причина ја кажал Исус за стравот на време, за време на бурата? Ќе го прочитаме и тоа во Марко, Марко, 4 глава, 36 до 40. И кога го отпуштија народот, учениците го зедоа со себе, како што беше во коработ, а го следеа и други кораби. И се подигна голема бура, и брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе пропаѓаше. Тој пак беше на кормилото и спиеше на возглавница. Го разбудија и му рекоа: Учителе, зар не ти е грижа што загинуваме? А тој стана, му заповеда на ветерот и му рече и на морето: Молкни, престани. И ветерот стивна и настана голема тишина. Па им рече: Што се толку плашите? Зар се уште немате вера? Гледаме, значи, учениците заедно со Исуса во чамецот, и кога дошло ред чамецот да тони, они се уплашиле. А Исус кога става, му вика: Зошто се плашите? Зар немате вера? Значи, кога Исус се пробудил да ја смири бурата, бил совршено мирен. На неговото лице и во неговиот поглед немало ни трага од страв, зашто во неговото срце немало ни малку страв. Како што Исус со вера почивал во татковата преградка, така и ние можеме со вера да почиваме во преградката на нашиот Спасител. Ако учениците се надевале во Него, не би имало страв. Нивниот страв во времето на опасностите го открил нивното неверство. Обидувајќи се сами да се спасат, тие го заборавиле всеможниот Исуса Христа кој бил со нив. Го заборавиле и сакале сами да се спасат. Дури и кога се нашле во неволја, и кога му се обрнале на Исуса Христа, тој можел да им помогне. И им помогнал. Да видиме за стравот како лек кој го спомнува Давид. Ајде читаме во Псалм 34. 34:4. Го побарав Господа и тој ме чу и од сите стравови мои ме избави. Што кажува Давид?
го повикав Господа и тој ме слушна. Дали, браќи и сестри, некојаш ви се случило во некоја опасност? Еве, брат Пројко од Себајли го каже искуството. Во опасност се нашол и повикал кон Господа. Господи, помагај. И Господ одма делува. Значи, тоа е оној Бог наш кој умрел на крстот и воскреснал заради нас грешните. Кога верникот поради вистината стои пред земниот суд, Христос каде е? Христос стои покрај него. Значи, ако дојде ред човек да биде на суд заради Христа, Христос е тука поред него. Ако е затворен поради вистината, Исус е со него и го теши со својата љубов. Ако за Христа мора да се поднесе и смрт, Спасителот му вели: телото може да го погубат, но на душата ништо не и може. Не плашиш се, зашто јас го победив светот. Бог јасно ни каже: јас го победив светот и вие ќе го победите со моја помош. Ќе прочитаме од Исаја, од 43 глава, лек против стравот Бог ни дава преку пророкот Исаја. Исаја 43, од 1 до 5. Еве што ни кажува пророкот, уствари Бог преку Исаја. 43 од 1 до 5. А сега вака вели Господ, кој те создаде Јакове и кој те образува Израиле. Не плаши се. Значи Бог пак, еве, како што реков на самиот почеток, дека 185 пати Бог го кажал тоа, не плаши се. Зашто јас те откупив. Со што не откупи, браќи и сестри? Со неговата крв. Тој умре заради нас. По име те повикав. Значи Бог по име вика те повикав. Не случајно сме тука. Значи Он не повикал. Дали преку човек или лично Он не повикал, важно, Он е тој што не вика кај него да одиме. Ти си мој. Уште појака гаранција. Ти си мој. Преку води ли ќе минуваш? Јас сум со тебе. Пак ќе го спомнам брат Пројко. Пред, не знам, неколку години во езерото, ете, дрвато варен, чамецот, и почнал да тони чамецот од некоја причина, али брат Пројко испаднал од езерото. Бог му дал сила и можност да испадне. Преку реки ли, тие нема да те потопат. Ако тргнеш преку оган, нема да се изгориш. И пламенот нема да те обгори. Зашто јас сум Господ Бог твој. Светецот Израилев, твојот спасител. Откуп за тебе го дадов Египет. Тука Египет е назначен за самиот Исус Христос. Кога го повлекува, нели уште како бебе од Египет во Израел, и затоа Бог кажува, го дадов Египет, го дадов својот единороден син.
бидејќи си скап во очите мои. Ние сме скапо платени, браќа и сестри, со Исусовата крв. Многу си ценет. Значи сме ценети, не сме безвредни. На друго место кажува врабчето заради повеќе вреди од вас. Бидејќи Бог го дал животот за нас и кажува многу си ценет, јас те возљубив. Затоа ќе дадам други луѓе за тебе и народи за твојата душа. И еве го, не плаши се. Повторно, не плаши се. Зашто јас сум со тебе. Какви ветувања, браќа и сестри, имаме од нашиот Спасител Исус Христос. Од исток вика ќе го доведам твоето племе и од запад ќе го соберам. Значи, Бог јасно ни дава на знаење. Не плаши се. Јас сум со тебе. Нашиот Спасител дошол на оваа земја да не откупи од гревот. Ако во нашето срце има грев, ќе се плашиме. Ако го отстраниме гревот, стравот ќе го снема. Ние сме откупени со скапоцената Христова крв. Исус ни вели: не бој се, јас те откупив. Откупени сме, браќи и сестри, со Христовата крв. Како да не му веруваме на нашиот Спасител, кој умрел за нас, кој живее за нас на трето небо и кој посредува за нас? Тој не гледа во секој момент што правиме, кај се движиме и ни дава сила и можности да овој грешен свет на оваа земја да го поминеме без страв. Ќе прочитаме од 1 Јованова 4:18 што го отстранува стравот. Четири. 18. Еве што кажува. Во љубовта страв нема. Кога го љубиме Христа од срце и од душа, Бог вика: во љубовта страв нема. Туку совршената љубов го изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Кој се плаши не е совршен во љубовта. Бог кажува: во љубовта нема страв. Оној кој се плаши, покажува да се уште не е совршен во љубовта. Кога ќе се запознаеме со Христа, тогаш почнуваме да го љубиме или да го сакаме, а стравот во нас постепено го снемува. Колку повеќе растеме во љубовта, помалку чувствуваме страв. Кога ќе бидеме потполно исполнети со Христовата љубов и ослободени од секаква себичност, тогаш од никого нема да се плашиме. Нема да се плашиме ниту од Бога. Оти Бог, што е? Љубов. Нема да се плашиме ниту од човекот. Зашто знаеме дека нашиот небесен пријател нема да дозволи да не снајде она што не би ни служило за добро.
Срцето на безкрајната љубов копне по оние кои се безпомошни сами себе да се ослободат од сатанските стапици. Тој милостиво им нуди сила да живеат за Него. И кажува, не бој се, не плаши се. Го моли тој и кажува, јас сум со тебе. Ќе прочитаме од 4 Мојсева, 14 глава, пример на бестрашност. Да видиме во 4 Мојсева, тоа е Броеви или, како што кажав, 4 Мојсева, 1, 2 и од 6 до 9 стих. И еве што кажува. Тогаш целиот народ почна да вика и плачеше целата таа ноќ. И сите синови израелски негодуваа против Мојсеја и Арона. И целиот народ им велеше: О, да бевме умрели во египетската земја или да бевме изумрели во оваа пустина. Тогаш Исус, синот на Винов, и Халев, синот Јефуниев, кои беа од оние што ја беа разгледале земјата, ги раскинаа облеките своји и им рекоа на сите собрани синови израелски: земјата што ја изодивме, за да ја разгледаме, е многу, многу добра. Ако Господ не сака, ќе не воведе во неа и ќе ни ја даде, таа земја каде што тече мед и млеко. Само не бунтувајте се против Господ и не плашете се. Повторно, еве ги, Исус Навин и Халев кажуваат: само верувајте во Господ и не плашете се. Од народот на таа земја, тој е мал залак за нас. Тие немаат заштита, а со нас кој е? Господ. Не плашете се од нив. И сиот народ рече. Што да му направим? Да ги убием. Бог кажува, не плашете се, али мноштво народ, нели, во тоа време околу 2 милиона, кои броел израелскиот народ, сите вика клекнаа на колена и плачеа: о, да беше сме изумреле во египетската земја во робство. Израелците се побуниле против Бога. Им поверувале на лошите гласови кои ги донесле шпионите. Народот отишол толку далеку што дури избрал водач кој ќе ги одведи назад во земјата на робството и страдањата од која биле ослободени со раката на всеможниот. Со длабока понизност и жал, Мојсей и Арон паднале пред целиот собир на Израелевите синови, не знаејќи што се да сторат, само да ги одвртат од таа од ненадеж донесена непромислена одлука. Тогаш Халев и Исус Навин се обиделе да го смират народот со тоа што ги раскинале своите облеки во знак на длабока жалост од народното неверство. Застанале пред собирот и со својот одсечен глас го надвикале тажењето и бунтовничкото плачење. Со одсечен глас. Бог му дал сила, му дал глас, за да може тоа цело мноштво да слушне што кажуваат тие. Бог ни кажува: не плаши се, бидејќи јас сум со тебе. Ќе видиме уште едно искуство на Даниел во јамата
кога бил фрлен, ќе го прочитаме тоа, значи, од Данијел, шеста глава, шеста глава, 16 до 23. Еве што кажа. Но оние луѓе дојдоа кај царот и му рекоа: Царе, ти знаеш дека според законот на мидијците и персијците ниедно решение или заповед потврдено од царот не може да се измени. Тогаш царот заповеда и го доведоа Данијел, па го фрлија во лавовската јама, па царот му рече на Данијел: Твојот Бог, кому безпрестан му служиш, тој нека те избави. Па донесоа камен, го ставија врз отворот на јамата и царот го запечати со својот прстен и со прстењата на великодостојниците своји, за да не се измени ништо по однос на Данијел. Потоа, царот си отиде во својот двор, уствари во својот дом, легна да спие без вечера, па дури и порача да не му доаѓаат конкубуните, но сонот бегаше од него. Сонот бегаше од него. Данијел верно му служил на царот, но ете, наговорен од книжниците таму и го убедиле да биде фрлен во јамата лавовска. Од Данииловото искуство можеме да се поучиме дека Божите деца морат да останат постојани во времето на неволите, како и тогаш кога се околу нив радосно и ведро. Во лавовската дупка Данијел бил ист како и кога стоел пред царот како негов прв министер. Негов прв министер и пророк на Севишниот. Човек чие срце е соединето со Бога, ќе биде ист и во часовите на неволја, и во часовите на благосостојба, кога е обколен со Божјата и човечката наклоност. Небото е многу блиско до оние кои страдаат поради правдата. Своите интереси Христос ги изедначува со интересите на својот верен народ. Тој пати во личноста на своите светци и кој ги задева неговите избрани, го задева него. Силата која може да не спаси од материјалната штета и неволја, може да ни даде сила да ја сочуваме својата чест и поштение во сите околности. Гледаме, значи, царот, што му вика? Твојот Бог на кој му служеше, ако може, нека те избави. Ние знаеме дека Данијел е избавен. Вика, Господ прати ангел, му ја затвори устата на лавовите и јас сум жив, царе, ни тебе не ти изгрешив, ни на Бога. Ќе видиме уште едно искуство од апостол Павле, како не се
плашел апостол Павле во Дела на апостолите, 27 глава. Дела на апостолите, 27 глава, од 21 до 25. И бидејќи веќе долго време не беа јадени, Павле застана сред нив и рече: луѓе, браќа, требаше да ме послушате и да не тргнеме од Крит и че ги избегнеме овие маки и штети. Значи, апостол Павле ги молел предходно да не патуваат, но сепак тие одлучиле да одат. А сега ви советувам да бидете бодри, зашто ниедна душа од вас нема да загине освен коработ. Бог му се јавува на апостол Павле и му кажува: ниеден нема да загине освен коработ. Зошто нема да загине? Бидејќи Бог вика: јас сум со тебе, не плаши се. Бидејќи ноќеска ми се јави, вика, ангелот од Бога, чиј сум и кому му служам, и рече: не плаши се, Павле, ти треба да излежеш пред царот и ете Господ ти ги дарува сите што пловат со тебе. Затоа, браќа, не плашете се, зашто му верувам на Бога дека ќе се случи така како што ми беше речено. Гледаме, Бог му се јавува на апостол Павле и му кажува: нема ни еден да пострада освен коработ. Иако и самиот страдал физички, апостолот имал зборови на надеж за да ги утеши другите. Неговата рака била секогаш готова да му помогне на оној кој е во неволја. Неговата рака секогаш била со Христовата десница, како што беше спомнато на самиот почеток. Јас те држам со мојата десница. Тој со вера се фатил за раката на семожниот и неговото срце било соединето со Бога. За себе воопште не се плашел. Бил сигурен дека Бог ќе го сочува неговиот живот за да го објави Христа во Рим. Молејќи се на Бога да му го сочува животот, добил откровение дека неговата молитва е исполнета. Браќа и сестри, нека Бог биде со нас, да нашите молитви бидат услишени како на апостол Павле и никогаш да не се плашиме, бидејќи самиот Исус Христос вика: јас сум со тебе, ти си мој, те откупив со мојата крв. Нека му е слава на нашиот Спасител Исус Христос. Амин.